Почитувани гости, како што веќе слушнавте, практиканството, односно стекнувањето на практични вештини кои што го надоградуваат академското знаење, е важен чекор кон зголемување на вработливоста на младите кои само што ја започнуваат својата кариера. Оваа пракса се применува во сите земји со развиени економии и динамичен пазар на трудот. Многу често врвните експерти, па дури највисоките дипломати од САД што доаѓаат тука на посета, со задоволство ни раскажуваат за нивните први професионални чекори што ги направиле токму како практиканти. И дел од лекциите што ги научиле од тие нивни први искуства, до ден денес ги применуваат во својата работа и покрај тоа што веќе позади себе имаат долгогодишна работна кариера. Дипломата одамна не е доволна квалификација која што ја потврдува способноста на кандидатот успешно да ги извршува работните задачи. Неодамна спроведените анкети над 800 ученици и студенти што ги спроведовме низ цела Македонија покажуваат дека и тие самите се свесни дека практиканството, односно практичното искуство што го поседуваат, ќе ги издвои над другите кандидати што се јавуваат на огласите за работа и ќе им ги зголеми шансите за вработување во фирмите каде што сакаат да работат. А ова го потврдува и бизнес заедницата. Тие имаат навистина поголема доверба во способностите на младите луѓе кои поминале некакво практично искуство, било кај нив или во друга организација на пракса, отколку во оние луѓе кои што се јавуваат на огласи директно од училишните клупи. Навистина ми е задоволство што ни се укажа можност да соработуваме со Министерството за труд и социјална политика и да го поддржиме изготвувањето на овој закон. Навистина имаше една дупка во правната регулатива која што со овој закон се надеваме дека успешно ќе се пополни. Преку проектот Партнерство за подобра бизнес регулатива, што го спроведува консултантската фирма Епицентар, заедно со 4 водечки стопански комори во земјата, USAID ги поддржува представниците на бизнес секторот да земат активно учество во изготвување на економски политики и закони кои ќе придонесат за економски развој на земјата и за креирање на нови работни места. Токму недостигот на правна рамка за практиканство во образовниот процес беше идентификувана како голем проблем за градење на квалитетна работна сила. Приватниот сектор е спремен да ги отвори своите врати кон младите луѓе кои се желни да стекнат практично работно искуство и да им обезбеди ментори кои што ќе ги водат низ тој процес. Но постоечкиот систем на пракса во организација со училиштата и факултетите се покажа како недоволен за да ја задоволи оваа потреба. Експертите што ги обезбедивме направија опсежна анализа на практиките во регионот, ги консултираа најзначајните чинители, почнувајќи од студентите, од младите невработени луѓе, од работодавачите, синдикатите, релевантните невладини организации и соодветните државни институции. И врз основа на сите овие анализи му помогнаа на Министерството за труд и социјална политика да состави предлог закон што денеска ќе ви биде презентиран. Ја поздравувам спремноста на Министерството да одговори на барањата на приватниот сектор и на младите луѓе и да прошири постоечката правна рамка со што ќе го зголеми опфатот на практиканти и ќе го подобри квалитетот на расположлива работна сила. А со тоа особено ќе се влие на намалување на невработеноста кај младите луѓе што доминира во регионот. Воедно ја поздравувам оваа дебата и ве поттикнувам на отворена дискусија по предложениот предлог закон, за да обезбедиме дека тој подеднакво ги застапува интересите на сите чинители, а особено на младите луѓе на прагот на својата работна кариера. Навистина е важно што сите законски решенија се носат во една транспарентна и консултативна процедура, базирани на анализи и согласно моменталните околности и потребите на сите засегнати страни. Само на тој начин деловното опкружување во Македонија навистина ќе придонесува за економски раст и за просперитет на граѓаните. За крај голема благодарност за тимот од Министерството за труд и социјална политика, за трудовиот инспекторат, Агенцијата за вработување, како и сите представници на коморите и консултантите кои што напорно работеа неколку месеци да овој закон денеска можеме да го презентираме пред вас. Ви благодарам.